Добро, значи, благодарам што ми дадовте збор како заменик координаторка. Побарав процедурално затоа што вие во образложението на моето процедурално ме повикавте и мора да расчистиме заради јавноста. Кои членови јас ги повикав, а кои вие? И вие самите сега се уловувате. И не знам каков термин употребивте, фалинчици имал Деловников. Па фалинчици сте вие сите, па никому ништо. Фалинчица. Професор во средно образование со термини фалинчица и оцем. Како беше? Значи, членот 124 став 1, почитувана јавност и колеги, вели дека дневниот ред на седницата на работното тело се утврдува на почетокот на седницата. Ма јас колку пати треба да ви повторам дека вие не го утврдивте дневниот ред. Пред да го ставите на гласање, не прашавте дали има некој предлог за измена и дополнена на дневниот ред. Директно отидовте на гласање, преку микрофон се слуша само вашето, бидејќи видеоматеријали уште немаме добиено, само вашето, вие може ги имате, ние ги немаме, пошто сме опозиција очигледно. 8 гласа за, куферчето и бегство во неповрат. И сега доаѓаме тука и вие не убедувате за пред не знам колку месеци дека дневниот ред е усвоен. Не е усвоен дневниот ред. Инаку да, за моите почитувани колеги од мојата пратеничка група, колешката Сонја Мираковска е заменичка координаторка на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која што ете денес се малку повеќе организирани, па е дојдена тука, а вчера немаа представник од координаторското тело на пратеничката група. Вчера беше само колешката Вјолца Адемина, која што без разлика што доаѓа од партија на власт, можам само да ја честитам на она што вчера го апелираше, бидејќи колешката Вјолца Адеми е практичар кој што доаѓа од образование. И многу убаво процедурално имаше за забелешка. Ама кој ја слуша неа? Овдека одлучуваат за жал партиите. Вие одлучувате. И немојте да тврдите дека дневниот ред е усвоен. 124 членот од Деловникот вели дека се утврдува на почеток на седница, ама почетокот се уште трае, председателки на комисија. Не сте прашале дали има некој предлог за дополна измена на дневен ред, директно сте отидени на усвојување на дневен ред. Само имате кажано 8 за, немате прашано кој е против, автоматски немате кажано колку биле против, немате прашано кој е воздржан, заради тоа немате ни констатирано колку биле воздржани и конечно имаше, ама таа тврди дека колешката Вјолца Адеми побарала во процедуралното да се усвои дневниот ред. Не знам дали е тоа така, затоа што ја чекам снимката. Затоа што не можам да ги допамтам вашите фалинчици кои што овде ги правите. Не се допамтуваат, фалинчица ваш термин беше. Значи дневниот ред не е усвоен, имаше, вие самите вчера се обидовте да прочитате колку пријавени за процедурални, да, ние како заменички координаторки во отсуство на координаторите имаме предност пред сите останати, сега нека повели вие ќе кажете кој, но процедуралните не се завршени. Процедуралните не се завршени и нема да бидат се додека вака се однесувате. Благодарам.